Секогаш кога се работи плански, кога се инвестира таму каде што треба, успехот е неминовен. Токму затоа сега, денеска, на овој ден, после една година од минатогодишниот настан, ние навистина има што да кажеме и со што да се пофалиме. После инвестицијата од страна на владата во опрема, во соработка со експертите од клиниката за гинекологија и странски експерти од Светската здравствена организација, но и Организацијата на Обединените нации за население UNFPA, се спроведува обуки, тренинг на персоналот кој што работи со новородените деца. Се спроведува постапки кои што значеше воведување и воспоставување на протоколи на третман, нешто што до тогаш не го имаше по нашата земја на овие оделенија, што е од исклучително значење, заради тоа што токму работа по протоколи кои што се поставени по светски и европски стандарди, значи успех во лекувањето, односно третманот на прерано родените бебиња. Затоа денеска со гордост може да кажеме дека ова се резултати кои што се исклучително важни, ова се резултати кои што се многу значајни и ова се резултати кои што навистина ретко се случуваат да се најдат во светот, да се намали смртноста на повеќе нивоа во однос на перинаталниот период, раниот неонатален, навистина ретко се гледа. Можам и сакам да упатам честитки до целокупниот тим на клиниката за гинекологија и акушерство, директорката, доктор Јовановска, педиатрите, неонатолози. Да упатам честитки за соработката која што ја воспоставивме и во континуитет имаат со педиатрите, неонатолози од детската клиника во Скопје. Се спроведе паралелно на сето ова и еден исклучително важен проект заедно со фондацијата Проект Хоуп, исто така за унапредување на знаењата. Се класифицираше на највисоко ниво ова родилиште тука во рамките на клиниката, а се класифицираа на соодветно ниво и родилиштата во болницата во Тетово и во Куманово. Таа соработка продолжува. Ќе продолжиме да инвестираме во човечкиот капитал, во големиот број на приеми кои што се реализираа во рамките на клиниката во изминативе на 2 години, понатаму во едукациите кои што ги спомнав. Ќе продолжиме да инвестираме во зголемување на примањата на здравствените работници и сите кои што работат во јавноздравствените установи, заради тоа што само добро стимулирани лекари, медицински сестри може да значи дека имаат добар успех во работата, односно да се пациентите задоволни, што ние тоа го покажуваме во овој изминат период. Сметам дека едно општество треба да се цени по тоа колку се инвестира во младите, како во однос на примањата, младите лекари, младите сестри, со цел да останат во земјата, но и од еден друг здравствен медицински аспект гледано инвестиција во здравјето. И токму тоа што ние го направивме во овие изминати 2 години, инвестиција во здравјето на најмалите, почнувајќи од антенаталниот, перинаталниот, неонаталниот период, не носи тука да денеска с навистина може да се пофалиме со одлични резултати во лекувањето на предвремено родените деца. Тоа што Обединените нации посветиле еден ден да биде ден на прерано родените деца само укажува на важноста со која се пристапува во светот на ова прашање, истото тоа што го направивме ние во периодот кој што измина. Благодарам, честитам уште еднаш и продолжуваме со ваква напорна и успешна работа.